Децата до 2 години воопшто не треба да бидат изложени на екрани, ниту пасивно. Што се случува во мозокот на детето додека е изложено на електронските уреди? Истражувањата, а јас како долгогодишен практичар, навистина ги гледаме негативните влијанија од прекумерното време и од неадекватните содржини на кои што детето е изложено. Кога е правилно време, кога е најдобро време да им дадеме на децата телефони? Од каде да почнеме? Добре дојдовте во уште едно издание на подкастот Sleep and Grow. Во претходната емисија, кога зборувавме за рутините за спиење на дечињата, меѓутоа и многу често кажувам колку се штетни електронските уреди непосредно пред спиење. Тие директно влијаат на мелатонинот, го нарушуваат спиењето, а истражувањата покажуваат дека само 30 на минути на изложеност пред екрани пред заспивање го одложуваат времето на заспивање дури и 1 час. Претходната година, кога одржував предавања за спиењето на дечиња од 1 до 5 одделение во неколку основни училишта низ Скопје, на моето прашање како заспивате или што правите пред да заспиете, искрено застрашувачки беше бројот на оние дечиња кои што кажаа дека заспиваат со телефоните, заспиваат додека гледаат игрици или играат игрици до доцна навечер, до 1 до 2, па после заспиваат. Како експерт за спиење, точно знам колку се штетни електронските уреди. Меѓутоа денес ќе зборуваме токму на оваа тема и на мое едно огромно задоволство, гостинка денес ми е примариус доктор Мери Бошковска, детски психијатар, кој што можам да кажам дека е еден од најреномираните детски психијатри во Македонија, но и пошироко. Таа има децениско искуство, посветеност на работа со фамилии и дечиња, илјадници успешни приказни. Една од успешните приказни сме дури и ние, јас и бев со моето детенце кај незе, навистина еден професионалец и јас сум многу среќна што таа прифати и покрај целата нејзина работа и сите нејзини активности, прифати да одвои време за нас, родителите, на овој подкаст да одговори на многу прашања кои што не мачат, да ни даде совети кои ќе ни бидат од голема корист на сите. Добре дојдовте, доктор Мери Бошковска, и ви благодарам уште еднаш многу што прифативте да бидете дел од овој подкаст. Благодарам на поканата и навистина секогаш се што е во интерес на децата, нивниот развој и заштита на нивното ментално здравје со задоволство, мислам, зборувам на теби од таа област. Благодарам. Па јас би почнала со едно прашање кое што мислам дека сите често си го размислуваме, што всушност значи прекумерно користење на електронските уреди. И дали тука би спомнала дали има некакво влијание возраста, дали кај некој пример во предшколска возраст е помалце, во школска возраст повеќе може да се користи, тука да разјасним. Би кажала дека децата се изложени многу денес на електронски уреди. За разлика, тие се неминовен дел и на нашето живење. Ние нема да зборуваме за позитивните ефекти, секако тие се многу. Денеска се учи, исто така со електронски уреди, се добиваат информации и се она, тоа што е корисно, навистина е корисно, иако е со време и надзор од родителите. Меѓутоа, кога зборуваме за прекумерно време поминано на со електронските уреди, а тука спаѓаат и телефоните, и таблетите, и разни конзоли, оние играчки, PlayStation, секако телевизорите како едни традиционални електронски уреди уште од минатото, па присутни се и денес. И истражувањата покажуваат во светот дека навистина децата поминуваат многу време со овие уреди. И јас се издвоив некои статистики што навистина загрижуваат. Многу родители знаат дека нивните деца поминуваат многу од нив се свесни, но некогаш не можат во суштина да ги сватат и последиците колку се сериозни по нивното ментално здравје. Па истражувањата во светот, а и на Балканот, за жал во Македонија нема
земав некои податоци дека тука се правени такви истражувања, велат дека децата, бебињата до 3 месеци, 40% од времето може да го минуваат со телевизорот, односно пуштени цртани филмови, а детето го гледа. До 2 години дури 90% се изложени на дигитални медиуми, оние што се на тач, што се на допир и што со детето ги активира и гледа. Понатаму статистиките велат од 6 месеци до 36 месеци, значи 50% од децата се со овие мобилни уреди, тоа се некои истражувања од 2017 година, од 8 до 12 години помалку од 5 часа, па и 5 часа, а по 12 години дури 8 часа. И сега гледайте, ние ова што го зборуваме е засновано на докази, засновано на вистини, засновано на истражувања. Значи, колкаво е тоа време. И гледате како со возраста се зголемува времето кое што децата го уминуваат со овие електронски уреди. И сега тука би кажала, знаете, децата може, помалите деца пасивно го следат тоа. Тоа седи и гледа, му се менуваат слики, се она што се емитува, нели, на тие електронски уреди, а додека повозрастните деца, зборувам тука на училишните деца, адолесцентите, тие, значи, активно, тие се вклучени со внимание, концентрација, значи, комплетно ментално се вклучени во тој процес. И токму затоа, во последните десетина години, многу се прават истражувања, но и многу експерти од менталното здравје се трудат, нели, да укажат на штетните влијанија од прекумерното изложување на овие екрани. Така, еве, имаме Светската здравствена организација и Америчката педијатриска асоциација од 2016 година укажува на овие штетни влијанија ако се прекумерни, и таа вели, дава препораки на родителите дека децата до 2 години воопшто не треба да бидат изложени на екрани, ниту пасивно. Овде мислиме и на телевизорот, така? Апсолутно мислиме и на телевизорот. Значи, рековме, нели, на почетокот можеби требаше да кажем, има традиционални медиуми, нели, тоа е телевизорот, рековме, списанијата, весниците и се тоа, и овие новите електронски што ги набројавме. Значи, било какви уреди на децата до 2 години не треба да им се дозволува да гледаат, а додека пак на децата од 2 до 5 години, половина час, се разбира со надзор над родителот да е тука да гледа што детето гледа, да му објаснува дел од тоа што го гледа. Еве сега, например, Томи и Джери, мачето го брка глувчето се скри, да биде тоа и едукативно, да биде и поучно, и да биде, значи, да има надзор над содржините што ги гледа, а додека кога зборуваме за децата над 12 години, секако дека тука зборуваме за договор, зборуваме за договор помеѓу родителите и детето, нели, да се укаже зошто е доволно 2 часа, тука да не го рачунаме времето на учење, нели, сега децата и учат, и кои се штетните ефекти ако детето, значи да има договор, а секако да има и техничка медијација. Што значи тоа? Тоа значи дека родителите, веќе некои од родителите имаат, она што припремајќи се за емисијата прочитав дека 1/3 од родителите, значи имаат технички надзор. Што значи тоа? Дека они имаат уреди со кои што следат детето, колку часа е, што гледа, и така, и тој надзор навистина помага за да бидат запознаени со како детето го минува времето, и со часови, и со содржина од тоа што го гледа. Така да добро е овие препораки на овие, нели, светски, како да кажам, асоциации и авторитети, под наводници на некој начин, нели, да се почитуваат и да се знаат, бидејќи истражувањата, и јас како долгогодишен практичар навистина ги гледаме негативните влијанија од прекумерното време и од неадекватните содржини на кои што детето е изложено. За жал, мислам, ова што го кажавте, овие информации стварно се фрапантни и искрено ретко кој родител ги почитува, особено дечиња до 2 години да не се изложени воопшто на електронски уреди, и
часовите што ги кажувате по колку часа да бидат изложени и понатаму, стварно многу ретко кој од родителите тоа го почитува. Некако мислам дека и ние родителите денешно време што толку многу ги користиме телефоните, па и од работа, веројатно ни е и полесно да им го дадеме телефонот или телевизорот, па на тој начин мислиме дека малце мир за нас ќе имаме, но реално влијанието е штетно. После би сакала да позборуваме и ќе ве прашам и конкретно и за вас во вашата пракса, затоа што стварно имате едно огромно искуство, кои се најчестите последици кај дечињата. Меѓутоа, кога ги спомнавме децата до 2 години, би сакала да ве прашам, честа појава е кај децата говорот на развој, развојот на говор да заостанува или да почнат да зборуваат прво англиски, македонскиот дури и него не знаат да го зборуваат или малце покасно. Дали и за тоа се виновни електронските уреди? Да кажем, ова што го споменавте, вака што го објаснивте убаво, тоа и кај нас и во светот. Јас не сакам лошо да се чувствуваат родителите кога гледаат, кога ќе го слушаат и гледаат ова, да имаат чувство на вина. Да. Меѓутоа, реално, тие и кога доаѓаат во ординациите, а 70% доаѓаат заради проблем на говор. И во праксата е тоа така. Најчесто се обраќаат за тоа. Сега има некои други психолошки проблеми што се чести за кои што доаѓаат, но сакам да кажам дека тој проблем е најчест кај децата до втората, третата и четвртата година, поради што се обраќа. Значи, детето или не зборува, или зборува мал фонд на зборови за возраста, или пак зборува најчесто англиски. И сега што тоа кажува? Кога доаѓа мајката или таткото ви кажат, не, он не знае да збори македонски, ама збори англиски. Тоа значи, едноставно значи дека детето повеќе го слуша англискиот јазик, а тоа го слуша преку цртаните филмови или пуштениот телевизор. Знаете, рековме и активно и пасивно. Детето може да игра со играчката во еден ќош, а телевизорот е пуштен и он слуша цртани, го слуша тој говор англиски, значи и на пасивен начин се слуша и се впива она што го слуша. Така да зборувањето англиски многу често се среќава затоа што децата токму овие часови што ги споменавме и време, јас кога ќе прашам родителите од кога детето сте го изложиле на екран или самите ќе увидат грешката кога ќе дојдат па велат ама од мал ние го остававме, многу работи имавме, јас цел ден, едниот родител цел ден работи, другиот ќе дојде, треба да спреми храна, како што рековме, купуваат време за да можат и да завршат некои обврски, нели? И тоа е мир дома, дајте телефон или таблет и детето, значи како да немате дета, нема она стелјот ќе се внесе во интернет, односно во содржините што ги гледа. Сакам да кажам дека токму тоа може да биде причина за забавен развој на говорот и па тоа да го подкрепиме со статистика и истражувања. Значи деца што гледале во првата година до 12 месеци повеќе од 2 часа дневно били изложени на екрани, значи 6 пати имаат повеќе ризик да имаат проблем со развој на говорот. Ова што го кажавте. А додека пак мајките кои што им зборуваат на нивните деца, значи нели они се во комуникација, во интеракција, разговараат, значи што не се изложени на екрани со многу часови, на 2 години има 300 зборови повеќе отколку другите деца. Ето, израчунато и тоа, па сега да видиме колку е важно ова, да зборуваме за ова и колку е важно за оваа тема, значи психоедукативно да делуваме на родителите за прекумерното време, дека е штетно кога се минува со екраните. И тука, знаете, не само и говорот може да биде, децата може да бидат многу хиперактивни, значи детето може да биде хиперактивно, да е родено со темперамент, меѓутоа тие содржини и тоа гледање, додека детето пасивно седи и гледа, кога ќе престане да гледа, сите тие стимулации во централниот нервен систем прават една ексцитација, една возбуденост, знаете, он прима информации и кога станува почнува да трча, се качува, симнува, влегува, излегува. И тука исто статистиките велат дека деца што до 3-та година биле изложени, значи на многу часови, имаат проблем со вниманието, со поаѓање на училиште. Да, навистина ми е многу драго што зборуваме на оваа тема и искрено се надевам ќе стигне до колку што е можно поголем број на родители, бидејќи дефинитивно треба да се превземе нешто. Прво ние родителите да превземеме нешто, затоа што нели ние сме тие кои што ги воспитуваме и им покажуваме на дечињата. Што се случува во мозокот на детето додека е изложено на електронските уреди? Па видете вака, медицината, неврологијата, значи мозокот се развива интензивно, значи сите мозочни структури се развиваат интензивно во првите 3 години од животот и мозокот созрева и се развива
и до 5-та година. Значи, интензивно првите 3 години синапси, она се што е структура во мозокот, а до 5-та, 7-та година веќе созревањето е завршено. И сега во тој период, ако родителот го пропушти, под наводници пропушти, ако детето биде изложено на екрани, значи ако со детето нема интеракција, ако детето не го гледа ликот на мајката и на таткото, на бабата, на дедото, ако не му се зборува, ако со него не се игра, ако детето не лази, ако не го истражува светот, ако не игра со играчки, значи сето тоа влијае да во мозокот значи се ствараат помалку синапси и да детето почнува да има како да има еден глобален забавен развој. Значи поспоро да се развива. Зошто? Затоа што изостануваат стимулациите. И знаете, особено овие деца што имаат забавен развој на говор, значи кај некои деца можеби имаат некои механизми, ама докажано е, рековме, часовите и времето се многу битни да бидат ограничени, значи тоа може да делува севкупно на целиот негов психомоторен развој, значи и на моториката, и на сознајните процеси, когнитивните, како што велат психолозите, и на социо-емоционалниот развој. Зошто? Затоа што екранот е еднонасочна комуникација. Детето гледа. Што гледа? Гледа слики, гледа бои, гледа звукови, се тоа е забавно, се тоа е интересно, ама не е едукативно. Он гледа слики кои што се менуваат. И потоа, знаете, скалата на стимулација се подига до степен, тоа не е реално. Во реалноста вие немате со таква брзина да ви се менуваат во околината се она што се случува. И детето потоа, ако долго е научено да биде пред екран, него ништо не му е, со ништо потоа интересно не му е. И тие деца имаат и намалени социјални вештини, затоа што не растеле со интеракција, затоа што растеле дома со екранот, со телевизорот, значи не умеат. И тоа го гледаме во праксата, знаете, и некои работи кои ќе тргнат на училишта, просто не знае да се снајде со другари, седи по страна, инхибирано е. Значи, не растело детето со такви искуства, него растело пред екран со еднонасочна комуникација која што негативно се одразува на неговиот севкупен психолошки развој. Пред нас следува сезона на настинки, на грипови, а поради тоа и често кашлица кај дечињата. Затоа сакам да ви го представам сиропот Мукоплант од доктор Тајс. Овој сироп јас лично го користев за децата и се уште го користам и можам да кажам дека на вистина многу помага. Тајната на Мукоплант е во тоа што се содржи од екстракт од темјан, камилица и маточина. Дополнително, во него има и екстракт од тегавец, кој што го издвојува од конкуренцијата на пазарот. Она што е интересно и зошто јас на вистина многу го сакам, е затоа што во него не содржи шеќер, а тоа ни оди во прилог за спиењето навечер, а знаеме дека кашлицата е најдосадна во ноќните часови. Користете го Мукоплант без грижа за вашите дечиња, затоа што помага, а не го нарушува ноќниот сон. Често се случува кај родителите, особено со оние деца кои што се на прагот на пубертетот, би рекла во почетната школска возраст, каде што се изложени на екрани, меѓутоа почнува и некоја агресија, почнува одредено импулсивно однесување во текот на денот. Често родителот си наоѓа некоја друго оправдание, па сега почнува пубертет, па ново му е училиштето, може би ради тоа. Како екраните и како ние да знаеме како родители или дека можеби конкретно екраните се причина за неговото реагирање, неговите реакции, за неговото нерасположение, импулсивноста, избувливоста? Вие споменавте значи реперкусии во периодот на пубертет, нали, училишната возраст, негде 8, 9, 10 години. Меѓутоа, ја тука исто кратко би се вратила и би спомнала дека и малите деца, тие до 5 години, они учат така гледајќи, имитирајќи тоа што го гледаат. Значи, малите деца може тоа што го гледа, го имитира. Како се брка, како трча, како бутка или гледаат некои видеоклипови или на TikTok, како паднал, како станал, ќе дојде ќе ја бутне столицата. Значи, учи по пат на имитација, ама тоа се тоа негативни узори да кажеме. И затоа велиме родителите, особено кај предшколските и школските деца до 10 години, треба да имаат надзор, треба да гледаат што гледаат децата. И дали тоа примерено за нив. Детето може да гледа
застрашувачки содржини. Значи може да гледа агресивни содржини. И агресијата се учи по пат на имитација. И агресијата кај училишните деца, ако долго детето гледа, пука, значи тоа потоа истото го имитира или го манифестира не мислам да пука буквално, кога отиде меѓутоа да стане агресивно, да стане непослушно, да стане, значи како резултат на тие негативни содржини да манифестира едно непримерено однесување, кое што ќе го забележат и дома, односно на училиште, и може на училиште да ги бутка децата, да им ги бутка да ги турка столчињата, да растура, значи нешто што гледал или пак може, знаете, многу често освен тоа агресивно однесување кај децата што се на 8-9 години може да гледаат содржини на пример на смрт, ранување или некакви елементарни катастрофи, поплави, нешто што е застрашувачко за него и кај детето може да се јават стравови за него, за неговите родители или знаете имаше еден период на полноќ они меѓу себе самите има деца што се под наводници похрабри што ги плашат другите. Излегувала некоја Блади Мери со крвави очи и се сеќам ја отвори викам ајде покажи ми како тоа изгледа. Верувајте, јас кога ја видов таа слика како возрасен човек, навистина тоа така неприродно делува. Мене не да ме уплаши, меѓутоа неприродно е. А сваќам од психолошки аспект како на тоа дете делува. Да. Така да, од агресивно однесување до уплашено или повлечено дете или страв да се јават стравови, значи содржините се многу важни што децата ги гледаат. Така. Го спомнавме надзорот на родителите. Тука би сакала и да се надоврзам според истражувањата и според вас и од вашето искуство, кога е правилно време, кога е најдобро време да им дадеме на децата телефони. Многу често им даваме телефони сега затоа што одат во училиште, па се враќаат сами, па некако и тој изговор си го наоѓаме ние родителите. Кое е правото време да им се даде телефон и ако се дозволи телефонот, до кога тој надзор, односно веќе спомнавте, би требало уште од мали секако надзор, меѓутоа околу телефонот што да правиме во тој момент? Знаете, сретнав една работа во литературата што многу ми се допаѓа, така една реченица вели: одлагајте се додека можете. Значи, јас разбирам дека тоа некогаш е и потреба. Детето е само да провери, нели, мама да го провери каде, што е, па сега нели ги пратат децата со телефоните, со GPS, како се вика тоа. Значи, меѓутоа, факт е заради овие негативности, значи родителот може да одлучи. Тоа е многу индивидуално, зависи од зрелоста на детето. Ви имате дете, ако може да се, знаете, малите деца телефонот треба да го сватат како привилегија, како награда за нешто, а да не е тоа нешто на кое што ќе го ставите и ќе биде дење ноќе. Тука ако нема договор, значи секако дека веќе кажавме што се случува. Значи тука нема некое генерално правило, али добро е, мислам, да се одолговлечува, веќе можеби 8-та, 9-та, 10-та година, велам, зависи од зрелоста, зависи детето како ќе се однесува со телефонот и колку ќе може родителот да биде авторитет и да направи договор со него. Тоа е клучното и важното, затоа што знаете, они кога ќе дојдат во пубертет и кога проблемите се многу вака се доминантни, веќе во пубертет вие не можете со уцена, не можете да го исклучите интернетот. Имав еден родител вели јас исклучив све. Дали е реална таа казна да го исклучите интернетот, да исклучите све. Тоа е реално, мислам, тоа е составен дел на живењето и на учењето и на се. Така да тогаш родителите стануваат безпомошни и прават дури такви казни што не се реални, што уште повеќе засилуваат кај детето, како да кажем, непослушноста или одмаздата. Тоа го сметаат како неправедно и токму таа комуникација и ограничувањата зошто и како се многу е важно да му се објаснат на детето. Детето на детето постојат ризици и опасности. Тоа родителот треба да му го објасни на детето. Знаете, кога се децата мали, ние сите ги учиме како да преминат улица, како се стои на црвено. Значи, да разбереме дека тоа истото треба да го научиме и безбедно и на интернет, како дека постои сајбер насилство, дека постојат луѓе кои што пишуваат говор на омраза, постои дискриминација. Јас бев сведок на многу деца кои ми се обраќаа во време на корона, знаат тоа врсничко насилство, едно дете да исклучат од дружење, да исклучат од група, и детето
почнува да се однесува агресивно и цел клас се дигнал и наставничката, всушност децата во интервју со него сите го има отфрлено, значи тоа исто се вика булинг кој што го, значи сакам да кажам, да не ја ширам многу приказнава, меѓутоа навистина е многу важно да децата кога ќе им дадеме телефон да они одговорно се однесуваат и ние како возрастни родителите да ги научиме на тоа. Значи се што е во интерес, ние сме тука да ги заштитиме децата. Знаете, овие технологии се предизвик не само за родителите, предизвик се за воспитувачите, предизвик се за наставниците. Еве гледате сега во европските земји веќе ги телефоните забрануваат во училиште, зашто гледаат какви негативни ефекти имаат на нивното на учењето и на однесувањето. Ние споменавме за причините во претшколска возраст. Училишните деца, значи тука зборувам од 6-7 години, значи ако премногу време минуваат на интернет, односно со овие дигитални технологии, значи веќе во нашите учебници по психијатрија, мислам, зборувам светските, веќе се наведени симптомите. Знаете, како што има симптоми на други болести, така ова не е болест, ама има симптоми. Значи детето има лоша концентрација, нема внимание, не е заинтересирано за учење, когнитивно, сознаено, на тестовите покажуваат послаби резултати. Зошто? Затоа што, знаете, и родителите тоа ќе ви го кажат. Ќе дојде дома, гледа на брзина да ја напише домашната за да има повеќе време. Ма вика на брзина и ќе греши само за побрзо да седне да биде на телефон. Значи, рековме дека ова е многу интересно и забавно, ама тоа ја убива креативноста. Ја намалува креативноста. Сега не знам, на ChatGPT све ќе прочитам и све ќе нема потреба, значи да го вклучиме, да ги вклучиме психолошките функции, внимание, помнење, разбирање, резон, апстракција, тоа се све психолошки компоненти. И детето готово тоа, ја можам лесно, ова ќе се снајдам или ќе напишам на брзина, значи ефикасноста во учењето и незаинтересираноста за учењето и немотивираноста може да бидат баш заради тоа. Затоа што реков содржините се предизвик и тие се интересни, тие се менуваат со брзината на светлината, што во реалноста, животот е реалноста е поинаква. Да, и затоа ги имаме многу деца денеска што ќе кажат досадно ми е, не знаат да се заиграат сами, не знаат дури кога се во друштво децата седат на телефони, што е според мене застрашувачки. Барем и јас како родител гледам на децата да им го ограничам и не се изложени така на електронски уреди и затоа сум среќна. Ама од она што гледам многу деца за жал се изложени цело време но како и ние како родители понекогаш факт е дека некогаш не е полесно да дадеме телефон или еве сега и за време на летото кога нема активности, жешко е надвор, не може да се излезе многу. Како ние како родители кога ќе видиме веќе дека детето еве или после овој разговор ќе сватат дека нивните деца навистина седат многу време поминуваат на електронски уреди. Како да го прекинеме тоа? Дали кога е време да побараме стручна помош и да знаеме дека сега треба да се обратиме на стручно лице или дали можеме ние сами дома нешто да направиме, дали одеднаш да прекинеме, постепено да намалуваме, како да го средиме сето тоа, од каде да почнеме? Да, добро е ова, мислам добро е ова прашање, односно важно е ова прашање што го поставивте. И тоа е суштината, ние едукативно малку да делуваме и родителите, нели ги кажуваме негативните последици, не е ова да ги плашиме, пак ќе повторам родителите, но ова истражувањето, ова медицината, веќе и тие во мозокот се ствараат и невробиохемиски процеси, значи се тоа прави, зборуваме, нели, дури можеме и за зависност да зборуваме. Зависност, особено тоа во адолесценција. Да одговорам на прашањето. Се случува во периодот после пубертет, кога, знаете, загрижува тоа ако детето во праксата, како што рековте, еве, јас сум нели практичар и најмногу праксата ја спојувам со теоријата, но кај предучилишните деца спомнавме дека доаѓа заради забавен развој на говори, така е најчесто. Или додека кај децата од училишна возраст доаѓаат, ако детето не функционира на училиште, ако детето е немирно, нема внимание, излегува, не може да седи на час, видете, не значи све дека е тоа од електронски уреди, ама најчесто е така. Ако е така, значи ако образовно детето не функционира, видите, прво оделение
наставничката ќе се пожали дека не внимава, дека не излегува, или било како и дома родителите гледаат дека детето одбива да пишува, плаче по телефонот цело време, сака телевизорот да биде пуштен, или пак кога е во период на пубертет. Знаете, овие деца се или знаете, и такви примери имам. Ние велики сакаме да излеземе да прошетаме и она не има дома ќе седам јас. Дома ќе седам јас, еднаш, два пати, три пати ние гледаме дека тоа е заради тоа што сака она да си биде со телефонот. Нема потреба ни да излезе. А кога се во пубертет, значи нормално е адолесцентот да се затвори во соба и да си чита или да си прави нешто, ама само ако тоа го прави и да е само со телефонот, па утре да се едва и да го будат за на училиште или социјално да нема другари, значи социјално да не функционира. Тоа се тие алармантни знаци кога родителите треба да побараат помош, бидејќи и во нашата медицинска терминологија, знаете, не терминологија, класификација, веќе ова се прекумерното користење и овие симптоми ако ги има социјална изолираност, повеќе да е онлайн него офлайн, значи тоа може да биде една обсесивна потреба, само да се клика, само да се игра. Значи докажано е дека и игрите прават зависност и тоа го шифрираме ние како зависност. Знаете, кога што има зависност од коцка, зависно, значи тоа е зависност. Он има потреба, он не може да го контролира импулсот да не биде покрај телефонот, за работи друго пак ќе го земе телефонот. Ќе се превли на друго, одма не може да долго да биде, а уште се деца, нели деца се до 18 години, односно веќе 12, 13, 14 години, ако детето не излегува, ако успехот му опаѓа, секако дека не е ефикасен на училиште, спие до доцна не заспива, наутро не може да го разбилат, секако се тоа знаци што треба да се побара помош. Не е страшно да се побара помош, значи за да на време се интервенира и се прекинат овие негативни. Да, а предпоставувам кај помалите, веќе кога се помали, на 3, 4, 5 години, тука е предпоставувам малци полесно прекинувањето и одвикнувањето од електронски уреди, затоа што верувам дека нели се уште се помали, се уште некако ние родителите ја имаме контролата, поголемата контрола врз нив, па можеби тука полесно ќе ги одвикнат. Па да, кога се мали многу е полесно и затоа тие навики добро е, мислам, навики, тие препораки што ги кажав на почетокот, значи со времето, сега не мора у минут, погрешно да се разбереме, сега може да биде детето, значи половина час, 30-40 минути, ама да не биде 5 часа. Знаете, за менталното здравје се што е повеќе од 2 часа е проблем. И кај малите деца, ако детето на Вибер зборува со тато кој што е во Германија или во Америка или баба или тоа не спаѓа во тие. Ако е периодот на учење, не се смета за тој период, не треба да го броиме. Но она време оптимално да се користи за интеракција со децата. Значи кога се мали децата да играме, како што кажав, да лазат, да ги шетаме надвор. И многу од родителите тоа и го прават веќе, оние што се свесни за овие негативни влијанија, ги запишуваат на пливање, ги запишуваат на гимнастички спортови. Па еве добро има низ Скопје места каде што има нели овие за играње, за спорт, за деца нели оградени простори за да може да трчаат, да играат. Јас тука мислам кога зборуваме за родителите дека и локалната заедница треба да има слух за сето ова. Родителите понекогаш се стами оставени. Гледате, летово беше 40-45 степени. Сите затворени со спуштени ролетни. Што детето да прави дома? Значи родителот е на работа. Како да му го употпуни тоа време од 10 сати? Што да прави? Ќе стане, ќе јаде, ќе игра и детето, и малото дете сака да излезе надвор, ние велиме надвор е значи бевме изолирани како корона. Сега не буквално, мислам, ама бевме дома до 8 сат. Топло лето имавме. И сега тука е тоа важно да има базени да работат, да може да отидат на базен, да може да отидат во некои сали да трчат, помалите деца, поголемите веќе нели спортови има разноразни и многу од родителите тоа го знаат и го прават, ги вклучуваат, значи да нема време детето да се досадува. Мислам тука да не се претерува, ама да не се досадува, затоа што досадувањето е што да правам сега, ако е навикнат со телефонот, што да правам сега, и на море родителите ќе одат, ајде си одиме, мене тука не ми е убаво, не ми е интересно, затоа што
е ова другото многу забавно, нели? Да, навикнато е на тоа другото. Навикнато е на другото. Да, убаво ова што го спомнавте и со базените и со активностите, реално еве еден апел и до сите општини да се направат малце повеќе активности или можеби има активности, ама да бидат попристапни до сите семејства, бидејќи им сметам дека денешно време се многу скапи активностите и не секое семејство може да си дозволи, на пример и летните кампови, зимските кампови има, но цените се такви каде што не секој тоа може да си го дозволи. Би се навратила малце, би прашала околу спиењето. Како телефоните, електронските уреди, како влијаат на спиењето кај децата и кај нели помали и поголеми? Вие на почетокот нели во воведот спомнавте баш за тоа и тоа навистина влијаат на спиењето. Го спомнавте мелатонинот, тоа е мелатонин хормон кој што се лачи, нели кога се стемнува, кога е темно, кога веќе нели организмот се спрема за спиење, се спремаме за мир, за да се смири. И детето 2-3 сати пред да заспие навечер, значи препораките се да во тој период не се даваат, да мислам да гледа на да биде со овие електронски уреди, па дури не се препорачува ни телевизор во собата, бидејќи ние не знаеме детето, нели родителот ќе рече он си гледа па ќе заспие, сега дали ќе заспие, родителот го контролира, ама добро е телевизорите да бидат во дневните соби, така родителите ќе гледат што гледаат и колку време гледаат. Значи не се препорачува нешто што нели ќе не возбуди, еве ние сме возрасни, велат во менталната хигиена на спиењето за возрасни да не се расправаме дома, да се караме ако ние пред спиење. Тоа ќе ве вознемири, не може да заспиете. Така да кај децата овие дигитални технологии тие прават нели еве вие да добиете порака пред да заспиете, дали некоја порака дали ќе заспиете, посебно ако е таа порака одма ќе ве расони, ќе ве разбуди. Те возбудува. Те возбудува. Тоа сакам да кажам. Затоа на децата треба да ми овозможиме сад, час до два, значи еден мир. И тоа може да биде добар контакт на родителот со детето. Најчесто децата, знаете, пред заспивање кажуваат: мамо, знаеш денеска Иван у градинка ја бутна или нели тоа е период кога се смирува. Да зборуваат пред спиење. Апсолутно. Дали сте приметиле, тогаш можете да извлечете од нив и на училиште денес онака смирено што се случи. И знаеш, и тогаш да ни се отворат и да ни кажат. И тој период родителите треба да го користат со децата за комуникација, за емпатија, за нежност. Не велам преку ден дека не треба да го користат. Ама децата, како што рековте, тогаш знаат и да се смират и да се отворат и да зборуваат. Или читање на приказна, нели, која што смирувачка, која што детето, нели, не се препорачуваат секогаш тие каде вештерката е го голтнала или Јованче им ја бутнале вештерката во огно, значи такви кои што исто кај некои осетливи деца може да провоцираат страв, не се препорачуваат. Значи нешто што е смирено, пригушено светло, за да може тој мелатонин хормон да се лачи, кој што ќе не воведе нели во сонот. И доколку ги заспиваме децата, ако таа плава светлина нели што се лачи од екраните, негативно има влијание и не овозможува лачење на тој мелатонин хормон и најчесто тие деца имаат проблем и со заспивање, но ако се изложени на содржини, значи и ноќе да се будат, да плачат во сон, значи да има и наутро да се разбудат ненаспани. Јас пред некоја недела имав едно девојче, мислам мало беше, имаше некои стравови да спие и се договоривме што како, нели, дава ми ние мелатонин, не ова апел да се дава без нели без совет, меѓутоа кога го нема тој кога не се лачи и со редот и на спиењето и стравовите ноќе што укаже на тоа дека она гледа содржини. Јас на родителите велам, малите деца се плашат од вампири, вештерки, од имагинарни суштества, затоа што уште не разликуваат што е реално, што не е реално. Така да се вратиме на заспивањето, значи тоа е многу важно. Јас исто и тоа го подкрепуваме ние лекарите све со статистика, односно дека тоа е базирано на докази, ние тоа работиме. И така треба и го најави в подкастот дека ова е се базирано на докази, на врзни експерти. И велат вака сега дека децата во статистиките што ги правеле, нели ви реков, ова од 6 до 10 години спијат 9 часа, од 11 години 8 часа, а адолесцентите 7 часа. Сега
како би требало. Еве, и вие сте експерт за сон, они велат од 6 до 10 треба 11 часа, значи 2 часа помалку. Така. Повеќе од 10 години треба медицината, како вика, за да се одмори мозокот, за да се значи повеќе од 10 години постари 9 часа. Значи гледаме колку колку и сонот е намален, сега можеме да речеме динамично време, има обврски, има да учи и се. Меѓутоа, многу од адолесцентите со телефоните, родителите секогаш и немаат контрола до колку часот заспиваат, и 2 и 3, и наутро не може да ги разбудат за ноќевиште. За жал, тоа е реалност. И тоа е вистина, и тоа во праксата вака го гледаме. Значи, таа рутина на спиење е многу важна. Кога се децата мали има дели рутин, дневна рутина, спиење, јадење и се друго, меѓутоа и ние сите возрастните имаме рутина на спиење, велиме. Чекај да легнам да не ми помине времето, ќе се расонам после. Тоа е она биолошко условување. Самиот мозок е навијан, под наводници се извинувам, нели, да тоа време кога јас легнувам, еве 23:30, тоа ми е време да легнам, и тоа време ми е така мозокот мој условен да тоа време спијам, за да можам, нели, наредниот ден да функционирам како што треба. Ние возрастните и 6-7 часа се доволни, меѓутоа за децата, значи ако не се наспани, преку ден се раздразливи, се нервозни, не може да се концентрираат, не може да функционираат, може да имаат намален имунитет. Тоа е поврзано со психичкото и физичкото здравје, значи да има, значи многу е важен тој циркадијален ритам, значи на сон и ден, и спиење и ден и сон, значи да не може дневното спиење да го надокнади она што е, нели? Така е. Навечер се лачи хормон на раст, навечер влегуваме во REM фаза, која што е исклучително важна за меморијата, дефинитивно, апсолутно е така. Многу ви благодарам што бевте гостин во нашиот подкаст. Јас мислам дека би можеле со сати уште да разговараме на темата, бидејќи има толку многу и прашања, и за мене лично е многу интересна тема, а верувам и за сите други родители. Навистина благодарам многу што одвоивте време да дојдете денес кај нас. Благодарам на поканата, со задоволство, навистина. Ми беше задоволство. Драги родители, како што слушнавте, како што и јас самата слушнав и потврдивме некои работи, гледаме колку изложеноста на електронските уреди навистина штетно влијае врз дечињата, не само врз спиењето, туку и врз целокупното нивно здравје и расположение. Знаеме дека не можеме целосно да ги оттргнеме од електронски уреди, и не треба, како што и ние ги користиме, така веројатно и они ќе користат, меѓутоа ние сме родителот, ние треба да ги поставиме границите, колку време ќе седат, што гледаат, значи мора да го вратиме, да ја вратиме палката кај нас родителите. Колку се помали децата, полесно можеме да го направиме тоа, но кога се поголеми не значи дека нема решение. Само треба да побараме стручна помош, да се потрудиме да го вратиме здравиот живот, да ја вратиме играта надвор, да ја вратиме играта помеѓу нив, социјализацијата како што беше порано, а да не ни бидат електронските уреди и телефоните еден изговор дека на нив им е досадно. На нив им е досадно токму затоа што ги користат електронските уреди. Слушнавме многу корисни совети. Ви благодарам што ја слушавте и оваа епизода. Споделете ја со сите родители на кои што сметате дека ќе им биде корисна, и ајде сите заедно како едно општество, сите заедно како родители да направиме една голема промена. Не заборавајте да кликнете subscribe и follow. За вас тоа е бесплатно, а на нас ни значи многу да не поддржите мене, нашиот подкаст и целиот тим кој стои за овој подкаст, да можеме да направиме и нови сезони, да можеме да ви дадеме повеќе одговори и повеќе помош за сите родители.